Денеска во 9 часот заседаваше кризниот штаб на општина Кочани во проширен состав со цел меѓусебно информирање за состојбите по сектори и во институциите и договарање дополнителни мерки заради превенција од ширење на коронавирусот. Главната вест е дека досега во Кочани пошироко нема лице со симптоми или пак заболено од COVID-19. Градоначалникот Никол Челиев, кој во неколку наврати ја потенцираше сериозноста на ситуацијата и потребата од максимална одговорност на секој поединец, ги соопшти новите мерки кои практично ќе започнат да се применуваат од денеска. Донесовме и заклучоци кои се многу важни за Кочани, за општина Кочани, а првиот од заклучоците е да го затвориме времено пазарот во четврток. Присутен беше и началникот на органот за внатрешни работи, каде што јасно се договоривме списоците кои што дневно ги добиваат од страна на граничните премини од каде што влегуваат граѓани. Добиваме список, кој список понатаму полициската станица ќе го проследи до надлежните институции, се со цел правовремено да имаме информација кој влегол од средно и од високо ризичните земји и понатаму да се преземат соодветни мерки како самоизолација, карантин и сите други мерки кои што се препишани од страна на владата. Сите граѓани да ги пријавуваат сите неодговорни однесување во било кој сегмент на секојдневното живење. Се договоривме да полициската станица, односно сообраќајната полиција, врши поголема засилена контрола на влезовите во градот Кочани и да се контролираат возилата кои имаат странски регистарски табличи. Меѓутоа, и покрај тоа што COVID-19 нема во населените места во Кочанската котлина, представници на локалните институции укажуваат на редица пропусти од страна на неинформирани или несериозни граѓани кои не се придржувале кон препораките и мерките. Наша државјанинка од Италија, пример, дојдена во Градовци пред понеделникот, никаде не е пријавена, никаде не е евидентирана, води се како италијанска државјанинка со италијанско државјанство, со нејзино дете, точно од Тревизо од Ломбардија, кај што е прогласен карантин. И цела недела се наоѓа во Градовци, била на некој износ, била си на некои домашни семејни таму прилики, сретнувала се со селани граѓани од Градовци и така натаму. И на околните луѓе им текнало дека вчера треба да ја пријават. Значи, она практично 7 дена е тука и имала многу контакти со луѓе, а ние не знаеме и вчера ја изречовме таа мерка домашна изолација, ветилно дека ќе се придржува за таа мерка. Известивме инспекторот од државен санитарен и здравствен инспекторат и така натаму за понатамошни мерки. Во Зрновци во 2 наврата е контролирана детска игротека која работела во вечерните часови и која поминала само со опомена. Меѓутоа, секое ново прекршување на препораките ќе значи санкционирање на одговорните. Граѓаните ќе мора да обрнат поголемо внимание и на некои несекојдневни активности, како што е вчерашниот пример кога семејството организирало износ во угостителски објекти за покоен со поголем број на граѓани.